Македонски основци се вратија со награди и иновации од меѓународниот стематлон во Атина. Паметни железници, системи за заштита од поплави, автоматизирани оранжерии и безбедносни сензори. Идеи зад кои стојат деца од основно образование. Како размислува генерацијата што расте со роботика, програмирање и вештачка интелигенција? Што е STEM образование и колку ваквите знаења стануваат неопходни уште од најрана возраст? Да си кажеме денеска со ученици од основно училиште и посетители на STEM академијата и нивниот ментор по враќањето од меѓународниот надпревар во Грција. Добро дојавте во студиото на Телма. Добро ве најдовме. Деца, како сте? Одлично. Ви извадивме денеска од училиште? Да. Заради настап на телевизија? Да. Добро, како беше чувството да ја представувате Македонија во Атина? Многу беше убаво, малце трема. Трема имавте? Да. Зошто? Многу луѓе. И Публика. Јас се осекав искрено многу убаво затоа што дојдовме и во Атина и ќе може да одиме и во други држави, да истакнеме нашата држава и да докажеме дека не сме толку како мала како што сите мислат. Добри, што правевте во Атина? Правевме разни модели и ги објаснувавме пред публиката. Добро, Владан, ти имаше треба најмногу или Да. сите имавте треба? Јас имав трема. Владко и Дамјан имав? Ние немавме, јас немав, оти сме били и повеќе пати, ама не, имавме малку. Јас немав трема поради тоа што и лани бевме и освоивме и некако тоа ми дае снага и да можам да издржам и годинава и тоа ме држеше да можам да освоиме нешто. Значи само Владан имаше зашто прв пат беше, така? Да, прв пат. До година ако одиш пак нема да имаше? Не. Добро, а кога ја пеевте Ангел си ти од Тоша Проески, како беше чувството? Супер, што можеме да репрезентираме песни од Тоше. Многу беше лесно на преводот, барем јас така се осеќам и да. Тогаш немавте трема кога пеевте? Не. Дека сите заедно пеевме и Добро, вака сега пред да му дадеме збори на менторот нешто да каже, да ве прашам уште нешто. Што значи тоа автоматизирани оранжерии? Знаете? Тоа е мојот проект и тоа е оранжерија која не мора не му треба многу човек да работи, туку имаме сензори кои што сами ја наводнуваат водата која почнува да сува. Имаме сензори ако е топло да може се упали фен да лади во оранжеријата. Имаме Дамјан, кој оделение си? 7. По кој предмет се учува за оранжерии? По ниеден. Каде научи оранжерии? Си видел како изгледа тоа? Да, како градина стаклена ни беше проектот и Браво, ајде ни објасниш понатаму што прават сензорите во таа стаклена градина. Важи? важи. Ајде сега да ги прашам и Владко и Владан, што беа вашите проекти? мојот проект беше со крани и со кранови. Ти си петто оделение? Да, јас сум петто оделение. Си видел до сега на училиште како изгледа кран? Да, сум видел На и- градилиште ве носеле? Да, не носеле. Преку училиште или преку академија? Не, само така кога сум поминувал со кола и сум видел многу кранови. И што беше Интересно проектот, што направи сега ти во Атина? Направивме кранови, направивме вилушкар и направивме како едно за да крева работи полесно. Ова ти е поинтересно него предметите, отколку предметите во училиште, или? Нешто сакам да правам, нешто малце морам да правам, ама Што мораш да правиш? например, да одам во училиште, да научам нови работи и други работи. А што сакаш да правиш? Сакам да одам на STEM и Таму така. не мораш да одиш, сакаш. Да. А во училиште мораш, а не сакаш? Сакам и на училиште да одам, ама повеќе сакам на STEM. Кој ти е омилен предмет? Природни науки. Природни науки? Математика? Исти математика сакам, ама не ми е омилен. Така. Владко и Дамјан? Мене омилен предмет ми е математика, веќе наодам на 4 надпревари сум бил на математика, сум стигнал најмногу до државен и да. Мене ми е се биологија и хемија. Хемија ни е нов и не сум баш нешто многу... Што учите хемија сега? За Менделејевиот систем научивте? Да, тоа го поминавме за како изравнување на
Равенки? Да, на равенки, а биологија со модели на надпревари сум стигнал до државен. Така, а математика што учите? Кој дел од математиката подобро ти оди? Па и Геометрија двете, или алгебра? геометрија не ми е нешто многу омилена, ама повеќе сакам алгебра. Браво. Добро. Љупчо Јованов, главен ментор. Така. Како поминавте во Атина од вака од аспект на возрастен таму? Еве децата се одушевени. Так. Морам да признам дека е одлично искуство. Трета година поред ја представуваме STEM Академија Македонија на меѓународниот надпревар во Атина. Оваа година ја добив и улогата да бидам главен ментор на екипите на вкупно 23 ученици кои што учествуваа на овој меѓународен надпревар, поделени во 5 тима. Малку долготраен процес кој што траеше од прилика 4 месеци со дополнителни некои подготовки. Меѓутоа, на крај резултатите го кажува своето дека сме доста успешни, дека вредеше работата и трудот и напорот и од наша страна како организација, меѓутоа и од она што децата се посветија и го покажаа дека го имаат како знаење. И уште еднаш потврдивме дека Македонија не е така лоша во наука и во технологија како што глобалните резултати од оние истражувања покажуваат во одредени истражувања кои што досега се направени. Добро, кога велиме STEM се мисли Science, Technology, Engineering, инженерство и математика, така или? И роботика за деца од основно образование. Так. Дали е оваа возраст, например, еве Владане 5-то оделение, дали се децата од таа возраст премали за да се вклучат во ваков вид на образование и да почнат да се занимаваат со роботика, со вештачка интелигенција? Така, STEM образование е многу широка област која што може да зафати деца и од најрана возраст, само што ќе почнат на училиште, па се до завршување на средно образование, дури повозрасни лица може да се вклучат во тоа STEM образование. STEM Академија како таква затоа располага со различни степени, со различно ниво на технологии и материјал кој што им се презентира на децата согласно возраста. Во STEM Академија доаѓаат деца од 5 до 14 години, сега веќе имаме и повозрастни од средно училиште кои што го продолжуваат образованието во STEM Академија со вистинска роботика. Инаку да, секое оделение има собствена програма каде што согласно предзнаењата на децата имаме програма. Зашто се работи програмирање, логика, инженерство? Секој степен, секоја програма има посебен акцент. Например, во една програма имаме повеќе наука, повеќе science, во другата наука имаме математика, каде што треба да се надополнат знаењата, во трето имаме каде... Вие како главен ментор, што сте по струка? Јас сум магистар по геофизика. Работам, сум посветен на науката на физиката, меѓутоа... Што конкретно проучувате од физиката? Јас работам во геофизика, главна област ми е сеизмологија. Сеизмологија. Ангажиран сте професионално некаде или? Да, работам во сеизмолошката обсерваторија, како хонорарно дополнително работам и во STEM Академија како тренер во поинаква област. Како вие во обсерваторијата се снабдивте со опрема? Да, работиме на поставување на станици, дел се набавија, дел уште набавуваме, сме во процес на... Како ја избравте токму сеизмологија? Од секогаш сум сакал физика, од секогаш сум сакал наука и некако што од средно знаев дека ќе продолжим во наука, завршив со науката и потоа така излезе можност да продолжим да работам со наука, а во меѓувреме додека бидејќи завршив во ковид периодот кога нели се беше затворено па и немаше многу можности, излезе оглас во STEM Академија како можност за едукатор, па ми беше предизвик да видам како ќе се снајдам. Прашувам за оно основното како сеизмолог. Што ве повлече токму за сеизмологија? Сеизмологија само, иако немав предзнаење што се работи во сеизмолошка и што е тоа, самото влегување во обсерваторијата и представувањето на тоа што се работи таму и таа адреналинска работа, објаснувањето на еден тек на работен ден ме привлече и останав таму каде што сум и денес. Дали врвна цел или скриена цел на секој сеизмолог е да дојде до момент да се предвидат земјотресите и да се предупредат граѓаните? Или тоа се учи уште во основите на физиката дека тоа е невозможно и дека речиси не може да се најде такво нешто? За сега да, ова второто кој што го кажавте е така, иако постојат многу истражувања кои што се обидуваат да најдат некои врски, за сега тоа воопшто не е возможно и не... Што е врвниот сон тогаш на секој сеизмолог?
Да, сонот е да најдеме прескажување да можеме да спасиме што е можно повеќе животи, меѓутоа во моментот, иако имаме толку напредна технологија, не можеме да ги откриеме врските во внатрешноста на земјата кои што ќе дадат резултати на овие прашања, одговори. Може би некакви знаци претходно ќе се откријат. Знаци? Некакви вибрации или нешто што земјата Така. го испраќа како сигнал. Денес веќе се тестираат некои сензори, повторно пак ќе се навратиме на STEM образование, се тестираат некои сензори кои што може да детектираат некои фреквенции на бранови кои што се надвор од слушното подречје на човекот и да направат некое рано предупредување дека доаѓаат земјотресни бранови, меѓутоа тоа се уште во фаза на тестирање како систем не е широко прифатен во светот. Добро, да се навратиме на надпреварот во Атина, се вика Стематлон и тоа Стематлон. секоја година се одржува таму? Засега овие 3 години се одржува само Зошто во е Атина Атина. домаќин? Бидејќи организацијата во суштина ова е медитерански надпревар каде што главниот организатор е во суштина асоциација од Грција со седиште во Атина и тие го организираат во Атина, иако има некои веќе кажувања дека во наредните години може да се промени местото на домаќинот, односно на одржувањето на надпреварот. Колку овие проекти што ги работеа децава од Македонија, нашиве деца, се симулација на реални индустријски системи? Искрено, јас како одговорен наставник кој што го водеше целиот процес од заедно осмислување со децата на идеја, на тема за проектите до изготвување на целиот проект, работевме стрикно на реални проблеми. Не секогаш она што ќе го направиме со коцки и со сензори е навистина репрезентација на реалната, меѓутоа најголем дел од тоа што го сработивме е секако реално, бидејќи и самата тема на проектот на надпреварот ни бараше да направиме ретроспектива на тоа што некој да одбереме проблеми и да го представиме решението како некогаш во минатото луѓето го решавале проблемот, како ние денес со помош на машини го решаваме и како очекуваме оваа вештачка интелигенција, паметна или интелигенција која што денес се развива во иднина да можеме да ја вклучиме и да таа уште дополнително ни го олесни процесот на работење и на живење. Добро, колку имате впечаток дека оваа генерација, денешниве деца, создава технологија или повеќе ја користат? И двете. Во одредени ситуации повеќе доминира користењето на технологија, меѓутоа јас имам впечаток дека формалното образование не нуди доволно можности за децата да покажат знаењето. Немаме ние таква опрема во нашите училишта, за разлика од еве на пример Грција, каде што тоа е веќе влезено и во формална настава како STEM предмет, каде што тие веќе имаат широк број на сензори, помошни еве од Lego Education што се оние сетовите за градење со сензори, со процесори на податоци и слично, каде што директно во самата настава децата се тераат да научат да користат технологија на друг поинаков начин, а не само она што ние денес го правиме телефоните или нешто во училиште користење на микроскоп или некои едноставни инструменти за мерење на едноставни величини. Добри, како одеше процесот на избирање на проектите? Еве, например, како се договоривте Владан да го одбере кранот, односно градежништвото? Како оди тој процес? Така. И како почнува? Еве, децава нека кажат. Ние сакавме да го направиме тоа кранот и тоа ни беше како основното нешто што требаше да го направиме. Тебе ти текна прво за градежништво кран или? Не, мене ми текна за кранот да го направим. Иначе темата наша беше градежништво да правиме. И ти си го избра кранот? Да. Зошто токму кранот, дека е така голем? Да. И дека е најинтересен да се прави и дека е многу лесен. Добро, а Владан и Дамјан? Поради тоа што мојот тим имаше најмногу автоматизација, имаше 5 автоматизации. Поради тоа пробавме да најдеме некој проект во кој што ќе може да има повеќе работи за правење. И како баш оранжери? Ние прво си мислевме што би можело да биде, имавме неколку идеи, но мислам дека најефикасно беше да земеме оранжерија, да направиме или стаклена градина. Добро, и Владко не кажа ништо за неговиот проект. За нашиот модел Што правите вие? Твојот тим? Ние градевме како машини или како брана што ќе го заштити некој село или град од поплава или од зголемување на површината на некои реки. И ние исто така требаме да направиме некој систем кој ќе ги предупреди жителите на таа околина дека има лизгање на земјиште. Први ние немавме некоја идеја
за баш Кој ова. ви ја даде идејата? Па ние имавме некаква како домашна и како ние требавме да откриеме како некои проблеми што во сегашноста што има проблеми и како мислиме во иднината ќе се решават и како ние сакаме на пример да бидат решени и ние дојдовме до заклучок за овој избор. Добри, како оди процесот? Прво идеја, Да, се согласувате околу идејата, потоа почнувате да цртате, да скицирате. Па ние првин како наоѓаме делови и делови со кои ќе успееме да го изградиме тој проект и ако на пример во некој Лего сет на пример или не е како баш најдобар за баш овој проект, ние бираме први некој поедноставен или по-добар за баш за оваа идеја и после почнуваме да градиме. Добро, колку деца сте во тим? По колку? Па 5. И сега едно дете црта или сите цртате заедно кога Па, цртате? Мора да се не. нацртане или се прави скица? Па да, ние правиме скица, ама ние се делиме за поефикасно, ние се делиме како на два дела. Тие што како прават околина, но и секој и тие два дела пак се помагаат на другите. Другиот дел беше за градење и ние сега по големиот дел по првите делови се концентриравме за градење, но после за околината цртање и скицирање. Добро, а Дамјан, кај тебе како беше? Па кај нас, поради тоа што сме 5 души, има 5 вакво автоматизации и затоа прво направивме скица како сакаме да биде и направивме Скицата на хартија или на компјутер? Да, на хартија и после одбиравме материјали со кои што можеме да направиме градината и се поделивме секој да има по една автоматизација и секој во исто време работеше. Но ако на пример на некој му требаше помош, сите доаѓавме и помагавме. Што беше конкретно твојата задача? Па мојата конкретна задача беше сензор кој што ќе детектира луѓе и тогаш се отвара врата за може да влезат во градината. Ама тој сензор ти требаше да го нацрташ прво, да го скицираш или? Па не, требаше како целата градина да скицираме и да видиме како може кој каде да седи, за да може сите да бидат конектирани и да бидат средени. Добро, тоа на крај го правите во вид на макета? Да. Па да. Така го презентирате во Атина? Да. Зошто не ни го донесовте во студиото да видиме како функционира? Се отвара ли вратата автоматски? Па да, се отвара кога ќе Проработа детектира. сензорот, Да, значи. да. Имате нешто такво, треба што го донесете во студио? Да, проектите се уште не стојат како изготвени, меѓутоа да не понесовме за жал ни една овде. Сите тие се преносни материјали, проектите се преносни. Што сте ги однеле во Атина? Да, преживеа сите, мислам супер испрезентиравме. Инаку како процес за подготовка морам да ги надополнам децата, да, заедно ги дефиниравме темите, најголем дел беа нивни идеи, меѓутоа бидејќи различни ученици имаме кои што имаат различни интереси, на крај ги склопивме некако идеите со технологијата со која што располагаме, ги дизајниравме моделите, односно проблемите на кои изнојавме решение. Секако секој едно нешто кое што го решававме користи неколку делови, користи сензор, користи дел кој што ги процесира податоците на сензорот, односно програм каде што е поврзан и имаме мотор кој што активира одредено движење на таа автоматизација која што е велиме ние. Еве на Дамјан тимот бараше дури 5 такви автоматизации. Морам да се поволам дека за прв пат оваа година во еден од тимовите користевме и вештачка интелигенција, односно камера со вештачка интелигенција која ќе се испрограмира самата детектира работи и движења кои што ги имаме. Во кој проект беше вклучена вештачката? Во проектот на стаклената градина, каде што вештачката интелигенција детектираше дали некое растение му недостига нешто, односно почнува да ја губи својата виталност. Дали е добро наводнувано или Во суштина требаше да детектираме дали растението ја има она вистинска зелена боја или почнува да ја менува бојата во жолто, што би ни дала така од било која причина. Бидејќи имавме други сензори кои што мереа различни величини кои што се поврзани со други параметри потребни за одржување на растенијата во стаклената градина. Сега оранжеријата на Дамјан можевте да ја донесете во студио и ја однесовте во Атина. Да. Предпоставам ја однесовте и браната што треба да го заштити селото или градот од поплава и од лизгање на земјиште каде што беше вклучен Владко. Што правиме со кранот на
на Владан, дали можеме да го... Можеме, да. Не е голем кран, Не е голем, да, не е вистински кран кој што ќе го поставиме на градилиште, ова е само макета на кран и морам да признам дека многу интересно што има два крана во самиот проект, од кој едниот кран успеа да го направат да се движи и на лево и на десно, меѓутоа и да подига товар горе и долу. Има ставен и дополнително сензор да доколку рамнотежата на товарот не беше како што треба, да самиот сензор изреагира да не дојде до паѓање на товарот и повредување на работниците во околината на градилиштето. Владан, што беше твоја задача во проектот? Мојата задача беше да го направам кранот што само го крева товарот горе и доле. Требаше да црташ претходно нешто? Имаше Да, зацртано? требаше мало да нацртаме за да видиме од прилика како ќе личи. И после требаше да го измислите сензорот? Каде да го поставите? Да. И како одлучивте каде се става сензор? Го градевме кранот и каде што ќе имаше место, таму го стававме и за да може да работи. Добри, кој дел од овој процес цртање, скицирање, проба, тест беше најтешко? Кога најтешко ви одеше? Имаше моменти кога заглавивте? Па најтешкиот момент не беше кога ги градевме проектите, ама имаше мали препреки, но најтежок ни беше кога ги стигнавме во Атина на надпреварот, поради тоа што по пренесувањето на тие како модели знаеа најчесто да се скршат или нешто да не работи, па ние моравме брзо да изреагираме и да дознаеме кој е проблемот, па да го поправиме. Имаше момент кога и роботот ви изненади или сензорот нешто, техниката да прави нешто што не сте планирали или очекувале? Да, тоа некако не знаеме баш како, во програмата која направивме некако се сменила и требавме пак скроз од ново прилика да ја направиме. Колку време ви требаше да ги направите проектите, тебе, например, за... Па, така, отприлика неколку месеци. 4 отприлика. И во тој период има некој што многу зборува, некој што многу се труди? Па... Или сите бевте ангажирани исто? Така, ама најчесто сите бевме ангажирани. Добро, и научивте нешто од овие проекти што ги работевте, што претходно не сте го знаел? Па... Што научивте нешто ново, например, во тие 3-4 месеци кога работевте на градежништво, транспорт, заштита од климатски промени, веројатно, така би го крстиле? Па, да, научивме многу нешта, во кои не само поврзано со градбата, туку и како за иднина. Научивме како да размислуваме критички и да знаеме како да се снајдеме кога нешто нема да испадне баш точно. А еве, например, на некој што не разбира роботика како мене, како би ми објасниле што е тоа роботика или на вашите баби и дедовци, како би им објасниле што е тоа сензор? Што е сензор? Па јас би им објаснил како некоја технологија која има камера и таа или не мора баш камера, но некоја технологија која има специјални како помали технолошки работи внатре во нив и со кој одредува некои одредени како температура, движење и така натаму. Владан, ти како би му објаснил на дедо ти кој те донесе да го поздравиме? Те чека надвор пред врата, нели? Како, ако те праша дедо ти што значи тоа сензор, како ти му објасниш? Сензор е како некое автоматско нешто што ти треба да му дадеш наредба и тој ќе го прави тоа што ти ќе му го кажеш да го направи. Како, например, да му кажеш да реагира кога нешто ќе има блиску до него и тој реагира кога има нешто блиску до него. И ако не реагира, кога треба, што правиме? Па, што треба научникот да направи? Тогаш ќе поправиме програмата што сме направиле. Значи програмата не чини? Да. Добро, од аспект на ментор, колку овие проекти што ги работеат децата може да најдат реална примена во индустријата, во градежништвото, во транспортот? Така. Бидејќи рековте, прв пат е вклучена вештачка интелигенција. Колку таа брана каде што бил вклучен Владко навистина може да заштити одредено населено место од поплава или од лизгање на земјиште? Сите проекти кои што ги изработивме, кои што ги направивме, ги однесовме на надпреварот и добија своевидна награда.
сите може да добијат реална употреба. Можеби не на начинот кој што ние го дизајниравме, бидејќи секако технологијата која што ние употребуваме и онаа вистинска технологија која што нели се користи за такви масивни проекти кои што таа брана би требало да биде во реален свет, можеби ќе биде поразличен, меѓутоа резултатот кој што сакавме ние да го постигнеме, со сигурност ќе го даде резултатот и во реалниот живот колку се изгради на таков начин. Сега нешто повеќе за проектите. Спомнавте дел, например за кранот што треба да детектира товарот за да не падне и да не повреди некој од работниците, претпоставувам. Да, некој што е на градилиштето. Во проектот заштита од поплави има херметичка врата или во проектот оранжерии? Во третиот проект кој што ние во поголемата категорија има своевидна просторија направена каде што чуваме ендемични видови, например на вируси, животни, така беше смислено проектот. За жал тој тим немаме представник. Таму имаме херметичка врата која што во случај на земјотрес или на пожар не треба да дозволи да излезе било каква материја однатре. Дополнително меревме и температура која што треба да овозможи да не се зголемува температурата над дозволеното за да самите не си предизвикаме нели непотребни непогоди. Значи во срцата на сите проекти што ги работевте е сензорот, вградување на сензор кој работи на база на вештачка интелигенција. Значи сите деца се надпреваруваат во две категории. Едната категорија беше за ученици до 10 години, каде што имавме само една автоматизирана автоматизација која што користи сензор и мотор, останатите беа со рачни механизми, додека имавме 3 тима во таа поголема категорија со деца од 10 до 12 години, каде што сите автоматизации беа со користење на сензор, програма за управување на сензорот и предвижување на одреден мотор кој што извршува определена работа како резултат на мерењата на сензорот. Едниот тим кој што се надпреваруваше во онаа напредна категорија со 5 автоматизации, дури мораа да прикажуваат мерење на сензорите во реално време, каде што дополнително тука доаѓа до акцентот математиката и науката, каде што треба да знаат да ги прочитаат вредностите, да го прочитаат графикот, доколку нешто не е во ред, да знаат да објаснат што не е во ред и секако да имаат програма која што во точно време ќе активира мотор за движење. Добро, ние во Македонија многу често, особено во последно време, зборуваме за тоа така наречено смарт, односно паметно земјоделство. Нешто дел од тоа што го работеле деца како нели стаклена градина, односно оранжерии. Како системот, например, знае кога на одредено растение му треба кога му е светло, кога му е дали му е доволно темно, дали му треба наводнување дополнително, дали е пренаводнето или му треба храна, одреден тип на вештачко ѓубриво. Во нашиот проект она што ние го имавме, секој дел кој што, односно секој параметар кој што го работевме, имаше свој сопствен сензор. Например, во почвата имавме ставено сензор за мерење на влажноста на почвата, кој што во реално време ни дава вредности. Доколку се намали влажноста на почвата, сега ние не работевме толку во детали, нели да видиме која е пропишана влажност на почва да биде континуирана таа влажност, меѓутоа секако дополнително знаење од одредени стручњици може да ни помогнат да го направиме тоа да биде со вистински параметри. Или во делот кај заштита од поплави, например, како системот знае да детектира опасност, например? Во нивниот проект користевме два различни сензори. Еден сензор кој што детектираше висина на вода, односно она што Владан го објасни како сензор детектирање на близина на одреден предмет. Тоа беше поставено на дел близу реката, каде што кога одредени бранови нели ќе надојдат, ќе детектира дека имаме вода, а другиот дел ни беше сензор поставен на самата планина, која што нели кога настанува лизгање или одрон на земјиште имаме одредени тремори, тресења, кога тој сензор ќе детектира одредена јачина на тресењето, се активира знакот да ги предупреди луѓето да додека тие камења од високата планина стигнат до градот, да може барем најблиските живеалишта кои што се близу до планината да се евакуираат и да имаме што е можно помалце. Значи некој вид симулација на кризен менеджмент, така. Управување со криза. Тој проект ни беше навистина управување со криза. Веќе неколку години имаме делови проекти кои што работиме со криза. Оваа година ни беа поплави и одрони, односно лизгање на земјиште. Те разговарале со надлежните институции кои се вклучени во делот, Дирекција за заштита и спасување, управа Центарот за кризи? Директно не сме разговарале на оваа тема, бидејќи проектите ги работиме во рамки на академијата, ги презентираме на надпревари, секако тие се јавно достапни за презентации да ги видат сите, меѓутоа некој интерес од нивна страна покана да сме добиле, до сега не сме добиле, па и ние не сме некоја иницијатива посебна нели да ја пренесеме како таква. Добро, вие како ментор колку имате впечаток, ваша перцепција или уверување дека овие деца, нели
нели Дамјан и Владко се 7 одделение, Владане 5-то. Добро знаат и точно разбираат зашто се нивните проекти. Со оглед на тоа што на училиште се уште е рано, голем дел од работиве за кои зборуваме и за кои работеле, се уште не ги сретнаве. Так. Сите учесници кои што беа на надпреварот ја посетуваат STEM Академија, курсевите во STEM Академија. Таму работиме многу понапредно тоа што се работи во регуларната настава и сите овие делови кои што ги користиме веќе како технологија ги имаат поминато во најголем дел, не во таа детално образложение како за надпревар, меѓутоа затоа ги имаме овие надпревари каде што децата добиваат дополнителна шанса продлабочено да ги научат знаењата, меѓутоа и да го покажат она што од претходно го научиле, било да е од Што е поважно за оваа генерација на деца, знаење или љубопитност? Треба да знаат многу или треба да бидат само љубопитни, во оваа фаза е доволно за да се вклучат во Мислам дека проекти? во оваа фаза е многу подобро да бидат љубопитни, бидејќи знаењето ќе го стекнат од љубопитност. Кога некој љубопитен и пробува да осознае нешто ново што не го знае до тогаш, мислам дека ќе стекне многу подобро знаење за разлика од ако нешто му се наметнува дека мора да го научи. Деца, дали вештачката интелигенција знаете што значи? Да. Што е тоа? Па вештачка интелигенција е како некоја направа или технологија која како или AI е нешто што како како добива информации од разни, не знам, книги или други сајтови. И таа кога на пример како не служи само за одговарање или наука, туку може да служи за создавање некои видеа и такви работи. За се што ни треба? Да. А ти, Владан, како го ја разбираш вештачката? Па јас ја разбирам технологијата како нешто што може да ти помогне понатаму, како да постои и прима информации од разни книги, како што он рече, и научници, и може да ти помогне во животот, ако ја прашаш нешто. Не само да помогне и да направи нешто. Дали ново. роботите мислите дека се подобри од луѓето? Повешти, Не. повеќе може да завршат работа? Па не, поради тоа што сите информации кои што се во роботот се дојдени од луѓето, затоа не може роботот да биде попаметен од човек. Значи вештачката интелигенција ве одушевува, не ве плаши? Не. Некогаш може да не исплаши. Зошто да ви исплаши некогаш? Па, ако направат некој робот па да биде злобен и... Ама тоа треба пак луѓето да го направат. Да. А нема луѓе веројатно што ќе направат злобен робот. Или може би има. Не знам, ќе видим. Добро, вие ако правите робот некаков, каков робот вие би сакале да направите? Па ја би сакал да направам робот кој што може да помага во секојдневието на било кој. Зашто да помага? За чистење, за купување, за возење? Па за возење веќе постојат некои коли што има автопилоти што можат сами да возат колата. За купување реално не би требало да биде проблем некој да може сам да купува, но мислам за чистење, за помагање, за учење и за такви работи. Добро, Јас би направил што е робот идеалниот робот? што може да врши како повеќе обврски, за да имаме повеќе слободно време за нешто што ние сакаме да правиме, како пример да читаме книга, да имаме послободно време. А роботот што треба да прави во тоа време? Додека ние читаме. Како на пример да чисти, да оди да купува работи за дома и да вози и такви различни. Се место нас да работи. Да. Кој да оди на работа? Не се. Не се. Владко, ти каков робот би направил? Па не сум баш размислил, ама има многу потребни работи каде што треба како надоградување. Не знам, може како некој интелигентен, не знам, како телевизор или нешто така, кој како реагира според, не знам, според гласов и ако не знам, ако кажам да се уклучи или да се уклучи и такви работи. Добро. Спорт, играте фудбал, кошарка, нешто? Да, фудбал. Значи не е само наука и технологија. Имате другари што мислат дека природни науки, хемија, математика се здодевни предмети? Да. Или напорни? Да. Што им викате вие на тие другари? Па ги игнорирам. Ги игнорирате. Не се обидуваш да ги убедиш дека се интересни предметите? Па не, јас тоа што сакам не мора они да го сакам. Зошто се интересни природните науки? Па не знам. Па, Што сакате да бидете кога ќе пораснете? Кога ќе бидете па возрастни научници?
Па не баш. Инженери? Па да, можеби јас сакам да продолжам со STEM академија, но сакам и да бидам и музичар и да. Значи, се по нешто. Добро, деца, многу интересна емисија направивме. Уживав да ве слушам како размислувате. Браво, секоја чест и да продолжите така со наука. Владан, Владко, Дамјан и Љупчо, ви благодарам за учеството во денешното издание, да си кажеме. Ви благодарам и на вас. И ви посакувам многу награди, успехи и иновативни решенија. Благодарам. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете на Телма и имајте убав ден.